Во меморијата на човештвово, наречена Историја, таа книга на промените на светов, има некои страници кои останале неотворени со години и со векови. Така понекогаш се случува, читајќи книга во која сте веќе кон крајот, да ви се отвори токму на страница од почетокот на книгата, која дотогаш не ви се отворила, можеби прилепена кон предходната. Токму на таа непрочитана страница ви се појавуваат факти, места, луѓе и ситуации кои фрлаат нова светлина на приказната што ја раскажува вашата книга. До крајот на светот, втор дел. Постапките на Александар Македонски во Централна Азија. Овде доаѓаат македонците откако во Египет, во Мемфис, на Александар му ја предаваат двојната круна на египетските фараони. Откако присуствува на сите церемонии и ритуали за таков тип на иницијација, произлезени од египетските знаења и култови. После тоа се представувал како фараон на Египет и син на Амон-Ра. Во овој дел од походот во Азија, Александар влегува веќе како цар, законски наследник на Персиското царство, а со прстенот печат од Дареј ги одобрува сите наредби што се однесуваат на источниот, тоест азискиот дел на царството. Македонската војска се движи по земја со многу сурова клима и релјеф. 3 години во Бактрија и Согдијана се најтешките години во војниот поход откако тргнале од Македонија. Во овие диви и сурови краишта, високи планини и големи пустини, македонската војска е напаѓана од тамошните племиња кои водат герилска војна. Големите напори предизвикуваат незадоволство и револт кај војниците. Се случува заговор против Александар. Поради предавството, тој ги осудува на смрт заговорниците, меѓу кои и неговите блиски соработници и пријатели, Филота, Парменион, а подоцна и Клит и историчарот Калистен. Освојувајќи ги сите земји од Средниот Исток, Александар гради нови градови, наречени Александрии. Пред да почнат да ги градат, територијата на градот ја обележувале и исцртувале со брашно од јачмен, според древниот македонски обичај. Во Согдијана се наоѓа се уште Александрија Есхата, најоддалечената или крајната Александрија. Таму тој се жени со една од најубавите жени, бактриската принцеза Роксана, која раѓа син Александар IV. Еве сме таму, на Велики петок. А таму веќе се слави. Току-што започнал големиот фестивал наречен Гласот на вековите. Па на ова место, што се вика Сармиш, овие 2 дена се собираат многу луѓе од Средна или Централна Азија, некогашната Согдијана и Бактрија, а денес Узбекистан. Се спуштаат од редовите и се собираат луѓе од сите краишта. На овој фестивал канат и странци, па не поканија и нас. А ние мислевме дека е тоа убава можност за отварање на фајлот кон една нова култура, со сите колоритни, шарени, накитени, но и сите пораки низ звуци што можат да се испратат од едно место и од толку многу луѓе одеднаш. Што ја прави дефиницијата на зборот колективна меморија, колективна традиција, колективна историја или вроденото чувство за припадност кон еден род. За сите заедно да се наречете народ. А кога ќе се собере волку народ на вакво место, а поводот е убав, ќе видите се и се што од убавото.
Игри, танци, песни на туѓи јазици, кои исто ја покажуваат среќата, па и овие коси монголско-кинески очи исто така веднаш ќе ги препознаеш кога од нив излегува среќа. Затоа останавме цел ден на овој голем панаѓур на радоста, да ги наполниме очите, но да ги наполниме и душите, со вибрации кои можат да се создадат само во вакви ретки прилики и само на вакви ретки места. Македониум и ТВ Сонце се на ова место во вистинското време. It's very important because we came from Macedonia. You know Macedonia first by Alexander Makedonsky. You know Alexander Makedonsky campaigned in these areas too. So we are here to follow his steps, trips of our ancients, and find our signs, you know, Macedonian signs. So far we are only 2 days here, but we saw a lot of them. So very exciting and looking forward to see more of your beautiful country. Сармиш во превод значи солза. Ова место е прва асоциација за древност, а долината Заравшан, во која се наоѓаат овие напишани карпи, по се изгледа била населба на луѓе уште пред 200.000 години, од периодот што археолозите го нарекуваат Палеолит. Извесно е, а тоа го оставала како свој печат врз камењево, дека биле многу уметнички надарени и креативни, па создавале вакви своји отисоци кои сакале да траат. Вистинска карпеста уметност, петроглифи, има повеќе од 20.000 останати, се уште за да можеш да ги допреш ако си таму, во Сармиш. Првите најстари парчиња уметност направени во техника камен на камен. Потоа има и такви направени со посовршени помагала. Но на сите се гледаат сцени од ловечкиот живот, од омилените рогати животни, бикови, јарци, овни, но и камели, кучиња, па дури и слонови. А коњите, животните кои од секогаш предизвикувале восхит и инспирација, доминираат меѓу сите овие 20.000 петроглифи. Има и понекои чудни цртежи кои до денес останале необјаснети и недешифрирани.
Богатството во културните традиции може да се одлика само на народ со древно постоење. Ако се има на ум фактот што овде поминувал и старинскиот пат на свилата, кој бил главната светска артерија за пренесување на сите нови нешта низ светов, од свили, зачини и разни земски богатства, но и енергетска артерија истовремено, по која се разменувале идеи, филозофии, достигнувања и енергии. Тие места секогаш пулсираат со чудни вибрации. Не знам зошто, ама овде ми падна на памет почетната сцена од филмот Средбата со впечатливиот човек во режија на Питер Брук. Не знам дали сте го гледале. Филмот е за младите години на еден голем мистик, Георги Гурджиев. Филмот почнува на едно исто вакво место, во една слична долина, можеби од другата страна на планинава. Но луѓето исто вака се собираат за да го одберат оној кој што со звук ќе направи камењата да вибрираат. Once every 20 years, we Ashoks meet here to test the power of our art. This valley is unique. Only a sound of special quality will make its stones vibrate. He who can produce this sound will be the winner.
И сега, во 21. век, овие луѓе се обидуваат да го направат истото, на свој начин. Не знам дали и камењава вибрираа исто колку нашите срца, но масовниот изблик на убави енергии сигурно вибрира и моќно и силно. Може би затоа и се случува овој фестивал. А може би затоа сите овие луѓе стануваат една колективна енергија. Крајот на овој впечатлив ден оставаме да не стигне во еден од јуртовите, распослани во близина на групната сцена во долината. Во овие степско-пустински краишта, јуртовите од секогаш биле единствената заштита и најголемото богатство на номадите, кои другаруваат само со пустинските ветришта, своите камели и своите јуртови. Големиот шатор, така наречен јурт, ќе се расшири во некоја оаза. Тоа се прави со запазување на строги астрономски законитости. Се знае зошто се ставаат точно 365 летвички на едната, а 365 на другата страна, од она што треба да представува прозорец кон надвор. Позиционирањето на јуртот се постигнува со следење на соцвездијата, а секогаш е доволно голем да ги собера сите добронамерници, и домаќините и нивните гости, но и случајни патувачи, дојдени од далеку, како нас. Ни упатуваат срдечно добре дојде, не понудуваат со млеко од камила и прават молитва во наше здравје. Овде во јуртот на едно детенце му ги подаруваме приказните од доктор Жан Митрев, напишани за Филип и неговиот син Александар Македонски. Преведени на руски, па детенцето знае да не ги прочита автентично. Ова е воедно и поздрав на Македониум од ова место до Филип II. Число 8 – это символ вечности у весьмерки и восьмерки два края. Отсюда четыре рассказа о Филиппе, царе Македонском, и 4 о сыне его Александре. Они увеличили Македонию, слава им. Автор родилась когда я уехал из Македонии. В то время разные реальные жизненные ситуации подпитывали и развивали зародившиеся. Когда я снова вернулся в Македонию задумано стало давать о себе знать все селения. Я откладываю. From Dr. Жан Митрев. Это подарок. Ваше спасибо. Это он доктор, он пишет о Филиппе и его сыне Александре. Вот как тебе?
Мирфарис. İngilizce bir pronunciation? My name is Mirfaris. Her name is Marina. Тргнати сме кон селото Искендер Зулкарнај, или во превод селото на Александар Македонски. А Сармиш беше нашата прва станица. Местото со чудните писани камења во Узбекистан со име Сармиш всушност е само еден од аглите што на ова парче земја создаваат важен триаголник за нас, македонците. Вториот агол или вториот врв во нашиот триаголник се вика Самарканд. Некогаш се викал Мараканда. Град што со своето постоење ги руши критериумите за земсково време, а според истите дефиниции е најстариот град на светот. Самарканд, половина на светов, е една од фалбите за овој град. Камењето и галенитот и билјето и шафранот, но најмногу неговиот воздух, толку чист и здрав, што неговите амбари не знаат за житни црви и никакво тело тука не згниува. Специфичноста на воздухот околу Самарканд се поврзува и со тајната на прочуениот самаркандски леп. Се прашувам дали и македонците знаеле за него. Зошто овде велат нема повкусен леп од самаркандскиот. Вистинскиот самаркандски леп трае и до 3 години. Доволно е само да го попрскате со вода и да го загреете во печка. Секој што го посетил градов не си заминува без самаркандски леп. Го прават во неколку варијанти. Мал со сусам од озгора, голем, измазнет и со ким, но секогаш исто вкусен, па не изненадува фактот дека луѓето овде имаат легенди и за својот леп. Еднаш канот од Бухара ги прашал своите советници зошто е потребно да го носат лебот од Самарканд во Бухара ако може да се направи во Бухара. Му одговориле, лебот ќе го има препознатливиот вкус само ако е направен во Самарканд, почитуван Кане. Но тој не сакал да поверува во тоа, па наредил да се најдат и доведат во Бухара најдобрите пекари од Самарканд. Наредбата била спроведена, тие биле донесени и почнале да го прават лебот. Но тој излегол поинаков од самаркандскиот. Потоа донесле од Самарканд и жито, и брашно, и вода, но лебот пак бил различен. Тогаш пекарите рекле: сигурно тајната е во воздухот, почитуван Кане, но невозможно е да го пренесеме воздухот овде. Така им дозволиле да се вратат дома, па продолжиле како и порано, лебот да си го носат од Самарканд. Традицијата е сочувана до денешни дни. Никој не си заминува од Самарканд без прочуениот самаркандски леб. Додека сме кај лебот, да го спомнеме и пилавот, зашто во Узбекистан, кога ќе слушнат дека сте од Македонија, гордо ќе ве кажат дека нивното национално јадење, наречено пилав, е всушност донесено од војската на Александар Македонски, поточно од неговиот кувар. До ден денес останал национално јадење на Узбекистан. Така стои во учебниците на овдешните ученици. Амин Малов во книгата насловена Самарканд пишува: понекогаш во Самарканд, во приквечерината на некој развлечен и омарничав ден, жителите знаат да безделничат вртејки се во ќорсокакот кај двете крчми, блиску до пазарот за црн пипер. Не за да пивнат од миризливото согдијанско вино, туку да ги распрашаат и да ги видат новодојденците и повратниците. Бескрајните покриени чаршии, со коприна и памук, со килими и зачини, со обетки, белегзии и разни други чудеси што може да се видат само на патот на свилата, во Самарканд ги привлекувал сите што ја бараат моќта,
богатството или мудроста. Кога очите ќе запрат полни со невера пред сликите со боја на песок и смарагд, тогаш биди сигурен дека си во Самарканд. Дали заради својата древност, дали заради храмовите, мавзолеите, медресите и џамиите, што датираат со векови наназад, чудесните портали, неповторливите мозаици и екстериерните декорации во мермер и злато. Заради сето ова, овој чудесен град од 2001 е под заштита на УНЕСКО, лоциран на брегот на реката Заравшен. Заради својата убавина, опеан и во минатото, нарекуван Рим на истокот, бисер на источниот муслимански свет, или описот што јас би го одвоила за овој филм. Самарканд, најубавото лице што земјава го покажала на сонцето. Неговата комплексна убавина сигурно е резултирана и од фактот што лежи на линијата на древниот пат на свилата. Тој и денес е трезор на оригиналниот антички дух, чувајќи ги во своите неповторливи градби материјалните, но и спиритуалните вредности на времињата што поминале. Автентичните споменици од античката архитектура, наследството од науката и уметноста од вековите пред нас, во Самарканд ви се надофат за лична перцепција, непосреден допир и персонален контакт со она што се нарекува светско културно наследство. Во овој случај, светско културно наследство, но со македонска приказна во себе. Внимателно следејќи ги сигналите со македонски предзнак на овој пат кој постои од кога е светов и веков, треба да научите да ги видите и да ги препознаете знаците кои секогаш се оставале покрај вакви важни друмови и вакви важни храмови. Така и ние го најдовме и го снимивме за вас македонскиот знак веднаш покрај неголемиот храм во Самарканд. Следејќи ги записите на она што го оставиле историчарите за овој дел од македонското големо патешествие, во Мараканда за македонците се случиле многу важни дејанија. Кога Александар влегол во Самарканд, се случило нешто навистина чудно. Тој на пазарот видел луѓе кои наликувале на неговиот народ, а кога им се доближил, слушнал дека го зборуваат истиот јазик. Овде исто така не убедуваат во фактот дека кога македонците дошле на овие територии, овде пронашле бели луѓе слични на нив. Според нивните убедувања и нивните теории, согдијанците биле луѓе од белата раса. Овде Александар почнал, како веќе прогласен за Бог, да прави богати забави во градбиве што наликуваат на сараи. На некое од овие места, после многу од виното, Александар го убил Клит, сцена што е надолго и нашироко прераскажувана во историјава. И не само Клит, и пред тоа погубените Парменион и историчарот Калистен. Може би сето тоа придонесло што непосредно по овој настан, неговите македонци почнале да му негодуваат зашто носи персиска облека, зашто го прифатил персискиот начин на поздравување со простирање по земја, му забележувале за поставување на тамошни персиски луѓе на важни позиции. Да подсетиме, овде негде, со или без согдијанското вино, Александар се заљубил и се оженил со бактриската принцеза Роксана. Известно е дека за ова не му негодувале неговите верни македонци. Туку следејќи го неговиот пример, илјадници од нив го направиле истото, женејќи се со персики, согдијанки и бактрики. Сигурно е едно, многу од самаркандското миризливо вино е испиено по тие македонски свадби. Од богатата ризница приказни за Александар, што ги имаат овие луѓе, ние раскажаа и оваа. Според нив, Александар бил отруен во Самарканд. Кога пого распомнав дека чудни нешта им се случувале на македонците за овие 3 години овде, мислев и на приказната која првпат овде ни ја раскажаа. Велат дека големиот македонски цар бил отруен токму овде, во некоја од овие градби што постојат и денес, зашто во тогашна Централна Азија, во Согдијана и Бактрија, живееле најголемите врачови, најголемите мистици, најголемите мајстори за подготвување отрови, какви што немало никаде на друго место во светов. Така и Александар е отруен со отров кој ќе делува подоцна, не веднаш, туку по 6 месеци. Му подариле златна чинија, која била премачкана со таа течност.
Атичноста се подготвува на тој начин што се собира најстудената капка роса во мугрите кога ќе се појави првиот сончев зрак на највисоката карпа од источната страна, а потоа истата капка се става во копито од магаре да стои одредено време, додека не се претвори во најмоќниот притаен отров со кој и отруениот не знае дека е отруен. Оваа чудна теорија на локалното население се поклопува со историските записи. Александар умира од непозната треска по неколку месеци во Вавилон. Македонија, нивната дома, е далечна приказна ако мериш одовде, од Самарканд, од нивната најнова мистерија и чудесија. Тие кои мислела дека со своји очи виделе се, со своји нозе стапнале на многу нови места, ова го немале видено. А со убавината лесно се стапува во интимен контакт. Затоа сум убедена дека кога шетал по овие скришни места, сигурно напамет му паѓале зборовите на неговиот учител Аристотел, дека цивилизациите и човештвото ќе се развиваат и ќе одат напред единствено заради градовите. Може би затоа, помеѓу Египет и Индија, македонците и Александар изградиле 20 Александрии. Едно градче кое постои и до ден денешен, а се вика Нурата, е едно од нив. Лоцирано во подножјето на Нуратау планините, кои се протегаат со стотици километри од Јизик и степата Барем до Навој и пустината Кузулку. Ова градче е административен и културен центар во овој планински регион во областа Навој, на околу 200 километри од Самарканд. Многу легенди се поврзани со Нурата, но сите велат дека градот настанал по доаѓањето на Александар Македонски во 4 век пред нашата ера. Главната причина што настанала оваа населба се македонците, но и изворите со света вода, познати како чешма. Како што веќе знаеле за Самарканд, знаеле и за ова место. И тргнале од Македонија долго патувајки за да ги видат тие свети води и да се напијат од нив. Од ова место што се вика Чешма. Барем од тогаш до сега. Кога слушнав како го запаметиле и како го изговараат името на ова место западните патувачи и патеписци, ми личеше повеќе на Шашма, а тогаш има сосема друга асоциација. Но Чешма, кај македонците од секогаш значи исто, место од кај што земјата дарува вода, па уште и света. Светите води се дом и на еден специфичен вид риба, која овде има третман на света риба, а ја викаат маринка. Од таа причина никој не се обидува никогаш да ја лови или, не дај Боже, да ја јаде. Овде велат дека ако пробате од неа, кожата ќе ви побели за еден ден, а вториот ден нема да го дочекате живи. Температурата на водата во изворите е константна, секогаш 19,5 степени Целзиусови. Во својот состав има 15 микроелементи како злато, сребро, бромид, јод и така натаму, со исклучителна важност за човековото здравје. Според легендите, пред многу милениуми, огнена карпа, најверојатно метеорит, паднал од небото, а потоа од земјата се појавиле овие извори со топла вода. И самото име Нурата е произлезено од оваа легенда. Нурата може да се преведе како светлина. Нур во источниот свет значи светлина, а според легендите, чудна сина светлост се појавила на ова место во моментот кога Александар со своите македонци бил токму овде. Таква иста сина светлина се појавила и во 2005-та, а тоа може да се види на фотографиите што овде ги продаваат како сувенир. Овековечен син зрак кој како да излегува од светите изворски води во храмот Чешма.
Сега, после 2005-та, знаеме како изгледала чудната пројавена светлост што ја виделе нашите пред 2300 години. Храмот Чешма денес се смета за еден од најважните исламски центри во овој дел на Азија. Илјадници верници доаѓаат да го посетат светото место. Понекогаш, ако се благословени, пред нив се појавува чудната светлина од изворот кон небото, а луѓето што ја виделе велат Бог ни се појави преку светлината. Веднаш над светите води и храмот Чешма се извишуваат остатоците од македонската тврдина. Ѕидови кои сведочат за едни минати времиња, но кои сведочат и за тоа дека македонците од секогаш знаеле да ги респектираат и да ги почитуваат светите места. И неслучајно е оваа тврдина изградена токму над светите води. Уште една уникатна работа за Нурата е единствениот систем од подземни канали кои почнуваат од светите води. Овие подземни канали се нарекуваат кијарези, а Нурата и во денешни дни се снабдува со вода преку истите, направени пред 2300 и некоја година од македонците. Погледнете ја денешнава снимка од Google Earth да се убедите во фактот дека некои вредности што македонците ги оставале векови и векови наназад остануваат трајни и видливи дури и преку сателит. Помеѓу изворите на света вода во Чешма и помеѓу тврдините остатоци од македонските времиња се наоѓа и еден мал музеј кој и ден денес треба да раскаже на сите оние што дошле до овде за приказната на ова место. Ја имавме честа, директорот на музејот во Нурата, да не прошета низ тврдините, низ изворите со светите води и низ храмот и да ни ги раскаже сите приказни кои за прв пат ги слушнавме токму од него. Кога бев дете, вели тој, можев да се провлечам во овие отвори. Во внатрешноста, длабоко под ова место на кое стоиме, има цел подземен град, тунели и ходници. Ништо од таа македонска историја не е извадено на светлината на белиот ден. Онолку векови колку што досега изминале. Таа непроценлива материјална култура се наоѓа длабоко под нашите нозе, зашто ова што го гледаме и допираме, сето тоа е датирано после првиот век. Вековите што нас не интересираат се уште длабоко скриени долу во мрачна темнина. Од ова место мораме да ја пренесеме и искрената порака за соработка на музеот од Нурата со компетентните институции од Македонија. Повикот е упатен до археолозите, студентите или љубопитните, но најмногу и пред се до институциите на државата Македонија. Заради заеднички проекти, а во име на историјата што ја споделуваме. Имам убава можност да се заблагодарам на македонски начин на нашиот денешен водич, директорот на музејот овде во Нурата,
специјално за него и за музеот во Окарина. Please, this is August Macedonia. Мотиви што излегле од вредните и вешти раце на македонските жени од Нурата и нивните везови со кои се прочуени и во Узбекистан, но и подалеку. Во Сармиш. Ви ги покажавме Самарканд и Нурата, а упатени сме кон селото што го носи името Искендер Зулкарнај, или во превод селото на Александар Великиот. Следејќи ги упатствата на нашиот пилот Бранко Јовановски, кој веќе еднаш ги открил и ги фотографирал овие места, а следејќи ги и знаците на патот, полека, но сигурно се доближуваме таму кај што се упативме, случајно или не, на ден Великден. Местото што го бараме е место што го нема во географските карти на Узбекистан. До ова место нема автобус, а таксистите во новиве модели возила не ви се нафаќаат. Велат, за таму кај што одите, нема пат. Се до оној момент додека пред нас не се појави едно од старите добри руски возила, Москвич или Волга, се едно. Ние ги викавме ладји или тенкови, но само вакво нешто беше адекватно за да се обидеме, да стигнеме до крајот на патот, иако нема пат. Нашиот Москвич се покажа до крај вреден, како што го испофаливме, освен што ни гаснеше 5-6 пати од напор, освен што и ние го одмаравме од нашето присуство, за да може да се искачи негде, кај што и пешки тешко би се искачиле. Сето друго беше како да се возиме во филм кој туку што започнува, а во неговите први кадри гледаш петроглифи, чудни карпи кои не следат уште од првиот ден во Сармиш, знаци и символи кои ги среќававме и во Самарканд, и во Бухара, и покрај светите води во храмот Чешма. Знаци и пораки, се уште недопрени, неоткриени и непротолкувани од никого. Притоа, доволно длабоко под денешново издание на оно што го викаме свет. Местава што ги видовме досега, можете и сами да ги пронајдете со еден клик на вашиот компјутер и без да мрднете од дома. Но ова место што го најдовме, го знаат малкумина, дури и во Узбекистан. Мегалитите покрај патот се сигурен показател дека сме веќе близу. Близу до селото Искендер Зулкарнај. Искендер така го викаат Александар во источниот свет, но Зулкарнај уште не ми беше доволно јасно што треба буквално да значи. Одговорот го најдов во македонска нација, повторно возобновеното македонско гласило, најавангардното, уште од времето на големиот македонец Драган Богдановски. Тие денови пред да тргнеме, Мана Јаковлевски случајно ми испрати текст со наслов: Според исламот,
Александар бил еден од најглавните пророци на Аллах. Многу истражувачи и денес сметаат дека еден македонец е спомнат во самата исламска света книга Куранот. Конкретно се смета дека во оваа исламска света книга е спомнат Александар Македонски. Всушност се смета дека тој овде е спомнат под описното име Искендер Зулкарнај. Овој израз може да се преведе на неколку начина. Според буквалниот превод, овој израз значи оној со двата рога. Германскиот историчар Улрих Вилкен пишува дека ваквото детерминирање на Александар потекнува од старото египетско предание, според кое Александар е представен како син на Амон. Од своја страна, синот на Амон во ликовните представи секогаш бил прикажуван како лик кој на главата имал два мали рога. Поради тоа Вилкен смета дека од тука потекнува описното име за Александар како оној со двата рога. Некои исламски теолози изразот Зулкарнај го преведуваат и описно, како оној што живеел во две генерации, што е тесно поврзано со содржината на некои исламски преданија за Александар, конкретно за мигот на неговото раѓање поврзан со спојувањето на две планети или две звезди од небото. Имајќи ги како личен отисок средбите од ваков вид, кои веќе сум ги преживеала, малку подалеку, но и малку повисоко од овде, барајќи ги хунзите и калашите низ Хималаите и Хиндукуш. Еве го и сега тоа познато чувство во пресрет на нешто големо, суштинско и базично. Еве го и местото во Узбекистан, познато како Македонско село или селото на Искендер Зулкарнај. Не здогледаа оддалеку и ни пратија некого да не пречека. За кратко, сите излегоа да не видат и да им поверуваат на своите очи дека дошле македонците. Излезе и најстариот жител на селото што сега брои од 200 жители. Првото што ни го рече, откако се поздрави со нас, беше: може би не сме единствените и не сме првите македонци, но едно е сигурно, овде сме последните. И живееме во страв дека кога ќе не нема нас, не ќе има кој да ги чува нашите најсвети нешта кои жителите на ова место ги чуваат со векови како тајни од највисок ранг, дефинирајќи се себе си и својот живот како судбински предодредени да бидат чувари на овие тајни. Мора да им се признае на овие луѓе дека се до денес безпрекорно ја извршуваа својата мисија и својата света должност. Но нашето доаѓање од нивната прататковина, која гледано одовде сигурно изгледа далечно и бајковито, срдечниот пристап, искрените истородни емоции кои се појавуваат само ако гените сами ви проговорат, се до тоа, а и повеќе од тоа, но доволно да не поканат до блиската гробница на која тие ги прават своите молитви, за заедно да се помолиме за Македонија. Ги отворија вратите заклучени со катанец на една ниска градба, без никакви знаци на зидовите. Во внатрешноста, во темнината, во која одвај нешто можете да распознаете, во која светлина влегува само од два мали отвори од десната страна, се распознаваат два гроба. Од кој едниот поголем, долг можеби 5 или 6 метри. Чиј е овој гроб, прашавме. Чиј е овој гроб на кој ги правите своите молитви? На Искендер, ни рекоа. Ги погледнавме збунето, а тие ни повторија на чист руски јазик, за да ги разбереме. Ова е гробот на Александар III Македонски. Како тоа на Александар Македонски, па сите ние таму дома во Македонија очекуваме дека гробот ќе се појави таму кај нас, во неговата татковина. Лично јас сум била заедно со Паскал Камбуровски на некои од локациите на кои што тој посочува дека е можеби неговиот гроб. Цел свет го бара, име тоа никогаш не ми паднало на памет дека ние со екипата на ТВ Сонце ќе дојдеме, барајќи ги македонците, да го најдеме и гробот. Особено не толку далеко од Македонија. И што би требало да значат овие раце, што се издишуваат и надвор и над гробницата? Тоа се рацете на Александар, рече Аминта.
Се сетивме на некои фрагменти од некои книги во кои се вели дека Александар побарал да биде погребан со рацете надвор. Надвор? Како тоа? Звучи толку нереално и чудно и веројатно плод на бујната фантазија на некои автори. Но кога ќе ги видите овие раце, поставени овде заради длабока символика, се засрамувате од својата ограниченост за тоа што би требало да значи погребување со рацете надвор. А всушност тоа навистина е така, но символично, со раце направени од метал и шипки кои излегуваат непосредно од неговиот гроб, па преку покривот угоре кон небото, зашто според овдешната легенда Александар сакал да каже: Јас, Александар, што го владеев и истокот и западот, си одам со празни раце. Ништо земско не носам таму кај што одам, туку се предавам на Бога и ги упатувам моите празни раце кон Него, кон небото. Помислив дека со ова истовремено сака да порача и на разни трагачи по тајни богатства, дека долу нема ништо од златата, сребрата и скапоцените камења од сите приказни на светов за неговиот гроб, па не би требало да се нарушува неговиот спокој. Во вакви моменти не знаете што да мислите. Се е испомешано. Историја, географија, археологија, но и метафизика. Цело време е присутна само Македонија, зашто таа е наш НЗС. А Александар е само нашиот идентификацијски код. Тој код проработе и овде. Кога малку се созедовме од шокантното откритие, првпат снимено со камерата на ТВ Сонце, мораше да го направиме нашиот свечен ритуал кој доликува на ваков свечен момент, знаејќи при тоа дека ова место 23 века чека некој да го донесе македонското национално знаме. Еве тоа го правиме ние. Го простираме врз гробот знамето на Македонска алијанса за овој историски момент. Веднаш зад гробницата има и пештера, за која мислат дека е влез во поголеми длабочини под земјата. Тука тие палат кандила и му се молат на царот и богот Александар. За овие македонци ова место е и црква и џамија. Ismail. Ismail. And his name? Yeah. This guy name is? And you? Amantaj. Amantaj, which is Aminta. Аминта. Aminta. Аминта, таткото на Филип, се разбира. Скандалът босното Aminta и каму намека ми курсанг за За еден сноп од необични клопотарци и звончиња велат дека е останат од тие времиња, од Александар Македонски, па затоа на него врзуваат своји нешта за да упатат посебна молба до него. На една карпа веднаш зад гробницата, но пред влезот во пештерата, ни покажа и остатоци од мапа нацртана не случајно, овде веднаш покрај гробот. На оваа мапа доскоро се разпознаваа границите на некогашното големо македонско царство, ни рекоа Аминта и Исмаил. Иако веднаш до гробницата, но задскриен зад еден мегалитски остаток, дури и од позиција на селото, ограден со камења за да се одбележи неговата важност за сите оние знајни и незнајни кои ќе поминат покрај него и ќе забележат дека овој камен е различен од сите што дотогаш ги видела. За разлика од сите други што ги сретнавме попат, има своја длабока, мистика и специфика, а се разликува и по бојата. Го викаат синиот камен.
И не е интересен заради својата грандиозност, тој и не е толку голем. Малку е повисок од аминта или се скоро исти. Го замоливме да се качи врз него за да видите дека каменот е навистина цврст како камен, но ако ви дозволат да го допрете, тој под вашите прсти веднаш ја претвара својата состојба па станува мек како песок. Станува ситен прав со златкасти честици кои светкаат под сонцето. Прв пат гледајќи виделина на белиот ден, надвор од синиот камен во нечии туѓи раце. После сите овие векови, откако паднал од небото, точно на ова место, токму пред македонците и токму пред Александар. На ова патување нам ни се придружи господја Емилија Гелева, долгогодишна аналитичарка на теми од надворешната политика и теми што ги викаме геополитички. Иако нашава мисија би ја дефинирала како геоисториска, барајќи ги остатоците од некои дамнешни времиња на кои денес се гледа како на длабока историја. Но векот е како денот од вчера, рекол Александар. Присуството на Емилија во нашиот проект се покажа како драгоцено, особено во врска со синиот камен. Еве што пишува таа меѓу другото на својот сајт www.geomakedonizam.mk. Најпосле го видовме и синиот камен, кој на молба на Александар до Бога му паднал од небото за да ја спаси заболената војска. Синиот камен има посебно значење за сите што ги познаваат длабоките почетоци на човечката цивилизација. Кога Аминта и Исмаил ни го открија, свативме зошто мораме да ја исполниме поканата и покрај сите тешкотии да тргнеме на овој пат. Според знаењата на македонците со нитки до Александар, кога каменот ќе исчезне, светот ќе престане да постои. Имено како што раскажува Аминта до пред некоја генерација од нивното село, 40 крупни македонци требало да се фатат во круг за да го заобиколат синиот камен. Денеска 4 пати помалку луѓе ќе го направат таквото оро околу каменов. Синиот камен е најбаран камен од почетокот на човековата цивилизација. Тој се смета за символ на царства и почест, богови и моќ, духовност и визионерство. Тој е универзален символ за мудрост и вистина. Инаку, британските археолози уште пред неколку години добиле дозвола да копаат длабоко под Стоунхендж, каде што го бараат синиот камен. Тие се повикуваат на старите верувања дека синиот камен има исцелителна моќ. И во Ирска се трага по синиот камен и се верува дека тоа е коренот на Светиот Дух, односно Исус. Тие сметаат дека каменот дошол од Атлантида или Посеидонија, а за да бидат нештата појасни, ова име сите добро упатени истражувачи го спомнуваат како старото име на Македонија. Покрај другите употреби на синиот камен во Ирска, се верува и дека се користел за отварање на порталите, односно премините кон другите стварности. Постои легенда дека Александар Македонски бил даруван со моќ од така наречениот чувар. Се смета дека чуварот со зелен лик е оној што Марија Магдалена го видела прва кога дошла пред пештерата каде што било ставено телото на Исус. Чуварот го поистоветуваат и со македонскиот бог Дионис, богот на грозјето. Според една легенда, Александар, кога еднаш бил сам во пустината, заедно со својот бел конј, бил однесен на врвот на една рајска планина, каде што се сретнал со чуварот, кој Александар го опишал како пламен оган. Описот што се совпаѓа со оној на Мојсей кога во пустината ја видел пламената грмушка. Според муслиманската легенда, 1000 години по Александар и Мухамед бил однесен на истото место од својот бел конј. Еве што велат најстарите записи за синиот камен. Во прастари времиња, кога од далечната звезда на земјата слегол синот на сонцето, со себе носел штит кој во центарот имал чудесен камен што ги носел знаењата и моќта за светот. На местото каде што се појавил била основана тврдина на светлината. Овој пратеник од далечните светови содржи материја која помага да се зачуваат вибрациите од тие светови. Овој камен испушта зраци кои проникнуваат во сите океани и планини за општо човечкото добро. А ни светот кружи парче од ова згриено чудо. Тоа патува како гласник по земјата, предвестувајќи ги големите светски настани. Испраќањето на овој дар од дамнешните времиња го означува настапувањето на судбинското обединување на силите во земјата во која се појавува.
Според преданието, богатството со себе носи и посебен завет кој мора да биде исполнет. Легендите велат дека и на царот Соломон од Божји ангел му било дадено парче од синиот камен, кое тој го вградил во прстен што го носел, а потоа и во изградбата на храмот. Велат дека каменот доаѓа сам и дека не може да се земе. По се ова, ние македонците пред се треба да имаме на ум дека Александар бил високо воздигнат над материјалното богатство како злато и диаманти, на што укажува и ова македонско село, каде што може би тој фактички почива. Запишано е дека Александар сметал дека власта над светот може да се здобие на два начина: со световна моќ, која без оглед на своето простирање е ограничена и минлива, и духовна која представува надминување и победа над сите материјални овоземни елементи и фактори. Веднаш до синиот камен има бунар. Го викаат месечевиот бунар на Александар. Кога престојувал овде, Александар пиел само од оваа вода. Зошто се вика месечев бунар? Овде веруваат дека ако гледаш доволно долго, покриен со темна ткаенина врз себе, во водата од бунарот ќе ти се појави слика, која би требало нешто да ти предскаже. Александар ја видел месечината, па затоа од тогаш овој бунар се вика месечев бунар. Месечев бунар на Александар. Нашата домаќинка и водичка на овој пат низ Узбекистан, Кулхар, го направи ритуалот и пред нашата камера. Вели дека и се покажале златни парички, а Аминта и Исмаил и протолкуваа голема добивка што ќе се случи многу брзо. Велат дека најдолу, околу водата во бунарот, има заштита направена од дрво. Меѓутоа таа истата од пред 23 века, тие никогаш ништо не сменила. И се чудат од какво ли дрво е направена, па ја чува оваа вода сите овие векови. Тогаш ви станува јасно зошто ова село го нема на географските карти. Зошто тие велат дека патот им е добар и не им треба нов. Зошто вака свесно и категорично ги одбиваат сите така наречени придобивки на цивилизацијата што доаѓаат од запад. Овие луѓе, кои не се само последните македонци овде, туку се и последните чувари на овие свети локации, заслужуваат респект од сите македонци каде и да се во светов. За нивната умешност, мудрост, посветеност кон судбинската улога што им ја дарил животот, да бидат тие стражарите пред македонските светии, иако далеко од дома, веќе 2300 и некоја година. Во пораките до Македонија и македонците велат дека не сакаат ништо за себе, но се плашат дека кога нив ке ги снема, никој нема да ги знае овие македонски работи со важност од прв ранг. Па затоа имаат само една желба, овде, меѓу гробницата и синиот камен, да подигнат споменик на Александар III Македонски, за да се знае зошто е ова место свето и за нив, и за сите македонци, а и за сите идни генерации што доаѓаат. Ова видеоописание ќе го завршам со прашањето што ни го поставуваа на секаде низ Азија, откако ќе слушнеа дека сме од Македонија. И овде не прашаа истото. Што сте направиле вие македонците за него, за Александар Македонски, зашто цел свет ве препознава заради него? Пред неколку години тешко ќе одговоревме на ова прашање, но сега е лесно. Улици, магистрали, аеродроми и установи го носат неговото име. Ѓорѓе Атанасовски му подигна споменик во Прилеп уште пред 13 години. А од лани, во нашиот главен град, на главниот плоштад, му посветивме должно внимание и респект на нашиот најголем цар, со споменик висок 26 метри. Фонтани, лавови и фаланга околу него, за сегашните и сите идни македонци да не заборават кои биле, кои се и кои можат да бидат само ако сакаат.
Откако знам за себе, читав книги за Александар пишувани од туѓинци. Ова е видеокнига која ние самите ја пишуваме за нас, со сите драгоцени снимки за прв пат видени и јавно публикувани места. Затоа е внатре секој збор одбран да изрази некоја македонска суштина. Телевизија Сонце беше во Узбекистан и ја направи и оваа втора невозможна мисија успешна.